Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев престојуваше во Кочани како дел од неговата работна средба во источниот регион и промовирањето на владините мерки за поддршка во стопанството. Во компанијата Руен Инокс Автомобиле тој се сретна со раководниот тим на фабриката. При тоа беше запознат со досегашните активности од рестартирањето на производствените погони и проблемите со кои се соочува еден од најстарите субјекти во машинската индустрија кај нас. Видливо беше задоволството и позитивното изненадување кај министерот што за краток временски период еден од препознатливите брендови на Кочани е вратен во живот и се вбројува на списокот на успешни извозници од државата. Мене ми представува денеска празник, особено задоволство да се види една руина од фабрика која што била до пред неколку години, како сега после краток временски период е направена фабрика, респективен и репрезентативен, јас би рекол, значи производствен капацитет. Тие секоја година ги изголемуваат своите капацитети. Она што јас го видов денеска е една домаќинска, одлична организација на фабрика, едно домаќинско поставување на производствен процес. Има уште што многу тука да се направи во делот на осовременување на технологијата, на машини. Меѓутоа, тоа што е направено за краток временски период е импозантно и јас денеска дојдов тука да се уверам во тоа и да изразам признание во името на владата и во името на државата на тоа што овие стопанственици наши македонски го имаат направено. Во рамки на посетата на Руен беше истакнато дека компанијата досега добила владина помош од околу 100.000 евра преку една од мерките на Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Зборувавме за можностите да владата ги помогне пред се преку двата закони, а тоа е Законот за финансиската поддршка која што е веќе втора година во функција, а и Законот за субвенционирање на придонесите за зголемување на платите кој што е моментално во разгледување. Од компанијата Руен Инокс Автомобиле се заблагодарија за посетата, за која беше истакнато дека е прва официјална владина посета на овој капацитет од неговото преземање во 2014 година. Него крија тоа задоволство дека посебно вие знаете нашата мака во машинската индустрија и борбата на странските пазари. Нашата фабрика работи исклучиво за странство и ние имаме силни проблеми со цени, со репроматеријали, со инвестирање во нови машини, така да верувам дека и во иднина ќе имаме од вас поддршка. Ако тоа не го сториме, сигурно дека нема да имаме добра иднина. Вице-премиерот Ангјушев нагласи дека досегашното работење на фабриката е одличен пример што заслужува на тамошна помош од државата. Во рамки на престојот во Кочани тој ја посети и поранешната фабрика за хартија, која беше рестартирана по преземањето од бугарскиот инвеститор Paper Mill.